Граѓанските новини ја отсликуваат реалната слика во која живеат граѓанките и граѓаните. Тие зборуваат за кршење на човековите права, за социјалната неправда, за дискриминацијата, за изборните подкупи и нерегуларности. Токму тема на денешната епизода на Скен е како тие прават промени во општеството. Една шума на препреки имаме ние. Кај нас има една автобуска карта, како и за сите, така му ја даваат и на Виктор. Па барем да беше за двајца, за придружник. Немам капацитет да замислам како може да ја користи слободната. Детето ваше нели не гледа? Викам да. Па не е писмен. Виктор е еден од најдобрите ученици во неговиот клас. Виктор, кој ученик со оштетен вид во музичкото средно училиште, по објавената сторија доби лаптоп компјутер, а неговата мајка доби бесплатен билет за јавен превоз. Сакам да има и вредност тоа што ќе го кажам, да допре некаде кај што навистина треба. Дали ќе добре, не сум сигурна, а почнало, благодарам многу. Почнало од училиштето. Виктор самиот ќе се каже, доби компјутер од директорот, кој што ни беше одбеќан во почетокот на прва година кога почнаме, ама веројатно со говорот сега, со реакцијата наша, го доби, барем да не се малтретираме, да носиме нашот дома и да го враќаме, а вака навистина него бидејќи не гледа, све му влегува буквално во глава, а вака сега со компјутерот, знаете, со звучните програми, ќе може полесно да работи. Среќен сум за тоа што има реакција, би благодарам. Како успешна приказна може да се одвои историјата на Фикри Јашаров, кој што бил дискриминиран во базенот Довлеџик. Битолскиот суд одлучи да му се плати 1000 евра оштета за дискриминација по етничка припадност. Дечки, со начерчината тебе ти зборуваме, брат, са не ни врати грб, значи не си фер. Ако имаш ти веќе од газдата закон за да не пушташ, објасни што се случува. И кој тој газда со име презиме да ни кажеш. Реджеп, значи немаме брат тука. Сега вака, јас ќе видиме како е филмот, ќе видиме. Чекај да дечките да не ги снимаме. Дечки, аве кажи ни до кој продава, брат. Значи си го чуваш ти лепчето. Оркан! Брат, зошто вие како роми работите тука, бе? Аха. А ние ромите не смеме да влеземе внатре. Аха. Значи, тие нас не гледат како луѓе, туку тие нас не гледат како во моментот тебе црна тренерка носам, како црни луѓе. Значи овде му сметат црната кожа. И тоа е веќе за моје мислење класична дискриминација за нас за ромите. Поранешниот градоначалник на општина Кавадарци е обвинет за изборен подкуп на гласачи роми, откако претходно Цивил објави по добиените информации од наблюдувачите на терен. Членовите на Државната изборна комисија ги вратија бонусите, откако претходно граѓанскиот активист Денис Јанкуловски, искористувајќи ја иницијативата Барам одговор на Цивил, праша кога ќе ги вратат бонусите и кога ќе поднесат оставки. Овде позади мене се наоѓа Државната бонусна комисија. Тоа се оние нерани мајковци, а сложни браќи и сестри, многу сложни, кои без никаква дума си делеле разни боневи како да се на лотарија. Дури не чувствуваат никаква одговорност за тоа. Се прават фини, донираат туѓи пари, донираат наши, мои и твои пари. За нив имам 101 прашање. За почеток, главното. Кога оставка? Јас чекам, сите чекаат. Оставка веднаш. Градинката Блета го избриша од Facebook видеото кое што граѓанскиот новинар го објави дека во градинката се врши верска индоктринација на децата.
прилогот на граѓанскиот новинар Дамјан Темков дека на плюс 40 степени на отворено работат работници поставуваат асфалт, веднаш наредниот ден работните активности беа запрени. Општина Велес им додели еднократна парична помош на социјално загрозено семејство, откако претходно граѓанскиот новинар објави во какви мизерни услови живеат. Абе, 5 динари немаме за децата да даваме нешто и они сакаат да си каснат да си јадат, како сите што си јадат и они. Нема. Сум побарал од социјалното, вика, нема, вика, која ќе има, вика, тогај. Кој што се позагрозени, а ние што сме? Во една соба што сме ние? И ние сме исто. Што да правам? Дали се живи кам со 3000 денари? Јас сум 6 члена семејство. Еве не можам нигде да работам, опериран сум од срце, викам. Не смеам никако да работам, ни да кревам од 2 до 3 кила фазга. Тоа е твој проблем, вика, гледај, вика, припази се, вика, ако те најдеме, вика, во фискалната сметка дека има пуштено за тебе пари, ќе биде стопирано твоето социјално. Тоа те го вика до центарот, така? И беше стопирано, прибидејќи порано јако одев да работам со шишиња, со железо, преку отпад и они ми го прекинаа социјалното. По низа успешни истории на граѓанските новинари, има и такви кои што приказните се уште се во тек, а едно од тие е водата во Баир. Од каде, например, се снабдуваат со вода, луѓето? Вака се. Деца и родители, знаеш како се Ова, сега кога ќе дојде тоа во 2, сабајлината, кога ќе дојде во 2, например, тогаш полниме од онде, да, кој ќе има повеќе притисок, полна. Со труби од оздола полни. Ја, еве, труби си полни, са се мија натри, вода таму тече тука. Како ги миете тоа сабуните? Ке туриш во некоја вангла, ќе клаиш, ке туриш натре вода и така ги мијат ваганите ги онадвор. И после децата не сака да учат со нив. Епа не сака Валкано, кој сака дете? Не сака никој Валкано дете. Треба само за гласање тогаш. Тој началникот што беше другиот тука во Битола, му дадемне гласо и никако нема дојдено. Ево Наташа сега дојде, прв пат иди. Немаше и таа дојде. Се случува во одреден период да имате вода во некој дел, а во одреден период да немате заради испустот кој што се случува во подолните куќи и неконтролираното трошење на вода. Секој сака мајко на убав живот да живее. Ај капи се сега, кој време со чамки уште да се капиме. Умираме за една капка вода овдека.